Критики од владеачката ВМРО-ДПМН за вчерашниот извештај на судскиот совет, во кој ја оправда одлуката на судијата Елведин Ферати да одреди 2-годишна казна затвор за Менсур Пајазити, кој смртно ја прегази 22-годишната Теодора. Љупчо Пренчов, пратеник од редовите на оваа партија, смета дека покрај за тетовскиот судија треба да се прииспити забелешката на обвинителката од Гостивар Вјолца Елмази, која предложила уважување на жалбата на Пајазити за пониска казна. Наместо да демонстрираат доблест и чувство на јавна одговорност, членовите на судскиот совет избраа да ја релативизираат неправдата, обидувајќи се да ја дадат правно оправдание. Сметаме дека треба да се испита и улогата на висшата обвинителка од Гостивар, господата Вјолца Елмази, која пред апелациониот суд се предомислила и предложила делумно уважување на жалбата на осудениот Пајазити со барање за намалување на веќе изречената казна. Постапката на случајот со прегазената Теодора беше повторена, откако претходната одлука беше укината од Врховниот суд и предметот го врати на повторно одлучување, а Гостиварска апелација утврдила дека првичната казна од 3,5 години е превисока, пошто судијата Ферати досуди 2-годишна казна. Работна група на судскиот совет го разгледа постапувањето на судијата, но одлучи дека Ферати не можел поинаку да пресуди, а ова го потврди и председателот на ова тело Александар Камбовски. Таа беше единствената казна што тој можеше да изрече конкретно в случај, а имајќи го предвид, имајќи во предвид законската одредба која што е во законот за кривичната постапка, која што забранува да се смени определена одлука на полошо спрема обвинетиот. Таа одредба кажува во случај кога жалба има изјавено само обвинетиот, секоја понатамошна одлука не може да биде на штета на обвинетиот, односно може да биде само истата или пак поблага одлука од таа што била. За одлуката на судијата Ферати вчера стигна реакција од подружницата на судиите на Основниот суд Тетово, кои застанаа во негова одбрана, тврдејќи дека тој поинаку и не можел да донесе одлука. Од друга страна пак семејството на настраданата Теодора со отворено писмо реагираше на одлуката и праша колку чини човечкиот живот.